Измените на кривичниот закон и тоа што беа вратени во собрание по скратена постапка се тема која што не само што ние не ја затвараме, туку непрестано и се погласно ќе ја отвараме се додека правдата не излезе на виделина и се додека не бидат сторени нештата онака како што доликува за една правна држава во која сите ние живееме. Колку ќе повелете со вашата дискусија, а јас нешто подоцна пак ќе упатам прашање за нашиот гостин од гледачите кои што верувам дека како и секогаш така и денеска ќе ни постават прашање. Да, судот и благодарам да ги очекуваме и нашите гледачи секако со прашањето, но сега е време за нашиот гостин, ти го најави, но јас уште еднаш. Дарко Аврамовски, значи од коалицијата за сите правично судење. Добро утро, секој утро, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Да, вие како коалиција обединувате, чинам 13 невладени организации. Една од клучните цели е јавната доверба во правниот систем и во судството во Македонија. А колку реално можеме да зборуваме за една доверба во судството во Македонија, во правниот систем, посебно кога гледаме какви се, да речеме, анкетите, имаше некои анкети дека судството паднало дури довербата и до 3%. Дали таа перцепција е клучна или сепак некои други параметри вие ги сумирате кои што влијаат? Значи, можеме ли да зборуваме за една остварена цел која што е ваша клучна во делувањето? Така, перцепциите, односно довербата на граѓаните во судството е само перцепција како граѓаните го доживуваат судството, што значи дека тоа не мора да значи дека е одраз на вистинската состојба, но е добар индикатор, особено доколку имате голем процент од граѓаните кои се сложни дека судскиот систем не функционира онака како што треба. Има повеќе анкети кои што ги имаат мерено ваквите перцепции на граѓаните, доаѓаат до различни резултати, но она што е заедничко е дека довербата на граѓаните во судството постојано се намалува. Во голема мера тоа се должи, токму како што кажавте и во најавата, на разни законски измени и пропусти кои јавно се експонирани и граѓаните можат да го видат тоа, да ги доживеат и всушност ги формираат своите ставови за тоа како функционира судството врз основа на овие неколку големи случаи кои се јавно експонирани. И сега, не е така како паралелата, тоа би било како кога гледате, не знам, во оние големите мултинационални компании, кога интервјуираат нови луѓе за работа, многу често се случува да ги викнат да играат голф, да играат тенис, да одат заедно на некаква представа и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што начинот на кој правите одредени работи многу често е индикатор за начинот на кој ги правите останатите работи. И токму на тој начин граѓаните го гледаат ова што се случува во судството со оние високо профилирани медиумски експонирани предмети и тие перцепции практично ги шират на целокупниот судски систем, затоа што претпоставуваат дека ако судовите работат вака во овие предмети, тоа е веројатно начинот на кој судовите постапуваат во сите предмети кои ги работат. Токму таа е дилемата. Јас, например, го насловивме овој разговор со македонска правна неправда. Веројатно таа, да кажеме, што ја живееме правна неправда, што ние обичните граѓани ја перцепираме, веројатно влијае на се она што се случува во судството, но дали под тие високи, да кажеме, крупни ѕверки кои што ја уживаат таа правна неправда, што се случува е клучно со подолните слоеви, со обичните луѓе. Колку тука вие сте, да кажеме, активни да детектирате, да сугерирате, да реагирате? Ние како организација практично ги наблюдуваме и овие случаи кои не се медиумски експонирани. Се извинувам. Тоа многу често знаат да ни замерат правните практичари дека ние нашите анализи и ставови ги базираме слично како јавноста врз основ на медиумски експонираните случаи, но тоа не е така. Ние наблюдуваме случај по случаен избор кои се избрани во сите основни судови на територија на цела држава, токму за да можеме да видиме како функционираат нештата во останатите предмети кои многу повеќе го засегаат секојдневниот живот на граѓаните. Состојбите се поразлични, затоа што во тие случаи се соочуваме со поинакви проблеми и предизвици кои не ги гледаме во овие високо профилирани случаи и обратно. Во суштина,
во голем дел од обичните случаи, условно така да ги кажеме, можеме да забележиме дека граѓаните, иако многу често се случува касно да дојдат до правдата, сепак успеваат во голем број од случаите да дојдат до правдата и да ги остварат своите права. Меѓутоа, факт е дека дури и во овие предмети кои не се медиумски експонирани, забележуваме сериозни прекршувања на законите постапките, што сериозно го попречуваат пристапот до правда за обичните граѓани. Што е проблемот генерално кај нас што имаме ваков правен систем? Непрофесионалноста, притисоците, неажурноста, корупцијата. Така, можеме ли да дадеме на генерална оценка што е проблемот? Комбинација од фактори се меѓутоа кој доминира. Да. Сега кога ги прашаме обичните граѓани ќе кажат политиката, нели? Влијаат ако си политички моќен на власт си, ќе се јави некој за тебе, ќе одолговлекува, ќе застари случајот, ќе се спасиш, можеби нема се спасиш, ако имаш многу пари ќе платиш, има корумпирани суди и така викаат, нели сите. Видите, така тоа... многу некако има магла околу се, ама некако да го детектираме ако може да се детектира воопшто. Значи, како што е на народната поговорка, каде има чад, таму и оган. Доколку цело време зборуваме за тоа дека има политички притисоци и мешање на политиката во судството, дека има корупција, очигледно е дека има такви случаи. Прашањето е да видиме колку длабоко е тоа навлезено во судскиот систем и колку многу се има расширено таквата појава. Од друга страна, ние имаме исто така проблем, како што кажавте, со професионалноста. Многу голем проблем во практиката што може да се забележи е дека судиите одбиваат да превземат одговорност кога носат одлука, што е малку неочекувано, бидејќи судиите се оние кои што носењето одлуки треба да им е во природа на карактерот да можат да носат одлуки и да можат да ги оправдаат своите одлуки. Кај нас многу често судиите бараат да е нешто изречно напишано во законот и само да го применат автоматски како одредба во конкретниот случај. И сега тоа не доведува во една ситуација сите законски недоречености и пропусти кои ги имаме, а мора да има такви затоа што ниеден закон не може да е совршен уште од старт. Место да ги надополнуваме таквите пропусти во законите со добра судска пракса и да се развива правна традиција и правна наука со тоа, кај нас практично се злоупотребуваат таквите законски дупки, поради што постојано мораме да ги менуваме законите и постојано наоѓаме некои нови пропусти што се злоупотребуваат, затоа што не е проблемот до законот, туку проблемот е до оние кои треба да го имплементираат законот, нивната свесност, професионалност, волја и посветеност на правото пред се како наука, како гранка на филозофијата и како неопходен столб за функционирање на општеството и државата во модерното општество. Кога сме кон постојаните, спомнавте постојани промени нели законски, последново што дигна многу прашина во јавноста е секако измените во кривичниот законник, тој е спорен 3.5, како беше тој член 3.5.3, така. Кој што, да речеме, ги спасува до одредена мера одредени функционери од злоупотреби на службената положба. Се случи тоа што се случи. Како се случи според вас? Мораше ли тоа да се случи за да дојдеме до една ситуација сега да носиме измена на кривичен законник, која што повторно ќе ни донесе една таква одредба која што ќе санкционира повторно злоупотреба на службена положба. Имавме, ја укинавме, па сега имаме некој вакуум простор, па ќе носиме измени кои што ќе треба да санкционираат такво нешто. Зошто тоа не се случува? И јас се уште не можам да најдам некаква правна или правничка логика која што укажува дека постои... Зборуваме за правно, вака да разјасниме дали има правна основа да се носи такво. Да. Зборувам така, од аспект на правото, од аспект на кривичното право, од аспект на правната наука, нема никаква логика зошто се донесени вакви измени за намалување на казните за злоупотреба на службената положба и овластување. Ако видите откако е воведено ваквото кривично дело кај нас, сите измени кои што доаѓаат после тоа се зголемување на казните за ова кривично дело. Се зголемуваат казните за многу други кривични дела, впрочем со новиот кривичен законник кој се подготвува, се зголемени казните за апсолутно сите кривични дела, освен за оние кои се поврзани со корупцијата и злоупотреба на службената положба и овластување. А во меѓувреме донесовме дополнителни измени кои го намалија и онака нискиот
праг на казнивост за овие кривични дела. Зошто тоа се случи, искрено не можам да кажам, затоа што навистина не можеме да најдеме некоја логика, а носењето на новиот кривичен законник, практично со кој што ќе се врати ова кривично дело, нема да направи некаква санација на штетата, затоа што штетата е веќе направена, односно сите оние високи функционери кои досега имаат сторено, не само досега, кои до стапување во сила на новите измени со кои би се зголемиле казните, ќе треба да одговараат така да, ама нема за да одговараат. овие Сакам ниски казни, да. Мене вака лично колку што одев ми е интересно, од 2017 ги носиме тие измени на кривичен закон, или новиот закон, кривичен закон. Да. Ова значи дека додека не го донесеме тој закон ќе си бидат овие, да кажеме, условно кажано, спасени или амнестирани од злоупотреба на службена положба. Што ќе направи додека не се донесе законот. Значи, условно, ако почнемо од 2017, може да го донесеме до 2037, како што сме трнали, или премногу е тоа, престрого е? Никогаш не може да дадете точен период во кој до треба кога да може се да донесе таксизирате ви некој да го носиме тој закон, што е очигледно се носи многу долго. Проблем е очигледно така. Проблем е, да, проблем е. Очекувано е за таков закон. Кривичниот законник е прилично голем обемен пропис во кој што се предвидени сите кривични дела практично кои ги имаме во државата и мора да биде прецизен, мора да биде систематизиран, мора да биде јасен и прегледен. Ние до сега имаме проблеми со кривичниот законник токму заради тоа што имаме милион и една измена и дополнување од како е донесен кривичниот законник и е многу тешко да се снајдете низ одредбите, особено ако не сте правник, да одредите која е последната верзија на законот која треба да ја читате, а законот секако треба да биде разбирлив и за граѓаните, да може секој да го прочита и да го разбере за што станува збор. Меѓутоа, да се навратам на прашањето, дури и денес, дури и сега да биде донесен тој кривичен законник, ниту еден од функционерите кои досега има направено такво кривично дело нема да одговара по новиот закон, туку ќе одговара по законот кој е најблаг за него, а тоа е моменталната верзија на кривичниот законник, каде максималната казна е до 5 години. Океј, јас ќе ви направам еден упат и ќе го поставам прашањето, ама претходно како во ВТВ би кажала во земја во која што минатиот октомври, значи точно пред една година, довербата кај граѓаните спроведена на една анкета официјална била само 4%, додека годинава во мај 2023 анкетата на Меѓународниот републикански институт ИРИ покажува дека само 1% од граѓаните на Македонија имаат доверба во судскиот систем. Ни кажува многу дека во моментов ако се направи некоја анкета, можеби ни 1% нема да имаат граѓаните и со право овде пишуваат пораки кои што секогаш се тешки за одговор, бидејќи во земја во каква ние живееме во моментов со судство, со политики кои се тотално погрешни за овој народ, навистина не можеме ни да им дадеме некаков конкретен одговор, но еве прашањата се во колку сфери се нарушуваат човековите права, немајќи правен систем во ваква земја. Судскиот систем е последната линија на одбрана на човековите права во една држава. Значи, судовите се оние кои кога ќе потфрлат сите останати механизми, кога ќе настапи некоја повреда, судовите се тие кои имаат надлежност и целосен авторитет да ги санираат состојбите, да ги коригираат прекршувањата на правата кои ги има направено некој друг државен орган, институција и така натаму. Значи, во држава во која што судскиот систем не е целосно ефикасен и не успева да се спротистави на извршната и законодавната власт и да се наметне како независен столб на државата, на државната власт, практично има сериозен ризик од темелна и целосна заштита на правата на граѓаните, меѓутоа во колку точно сфери сега во моментов ние имаме проблем, не би можел да кажам, меѓутоа ако гледаме некоја статистика на Европскиот суд за човекови права, најчестите прекршувања кои ги има тој суд констатирано од страна на нашата држава се поврзани токму со незаконито лишување од слобода, меѓутоа највеќе околу правото на фер и правично судење. Дарко, ќе прашам, ќе вратам па на измените на кривичниот законник. Вие учествувавте како дел од Blueprint групата, нели, вашата коалиција, бевте
во тие работни групи, но се повлековте. Зошто се повлековте? Видовте нешто што не требаше да видите или не се прифаќаше нешто што го прифаќавте па од знак на револт или е проблемот? Видете, самата постапка, самиот начин на кој беа донесени измените на кривичниот законник за нас беше спорно и проблематично, бидејќи ваквите измени воопшто не беа дискутирани во рамки на работната група, ниту имаше некаква најава и било кој од работната група знаеше дека следува ова што следува. Откако беа донесени ваквите измени без консултација на членовите на работната група, дури во јавноста беа изнесени информации дека работната група учествувала во подготовката на ваквите измени и дека дури и граѓанскиот сектор дал позитивно мислење за тоа, што беше апсолутно неточно и поради тоа решивме да се повлечеме и од тој процес за носење на кривичниот законник и од процесот за законот за конфискација во граѓанска постапка, бидејќи сметавме дека нашето учество таму во голема мера служи за да даде легитимитет на процесите и да се покрие практично предлагачот на законот дека имал некакви консултации со граѓанскиот сектор. Колку ова се што го живееме и што сме сведоци што се случува, значи кривичниот законник е едно, имаме сега закон за аболиција, закон за помилување, нели, наистина немаме време за тие да ги елаборираме, но колку сите овие правни, да кажеме, што ги гледаме доследности и недоследности, ги одиме на вистински начин на патот кон Европската унија. Значи дали таму тие ќе не однесат на начинот како што го практикуваме ова право кај нас или сепак не оддалечуваат реално, зашто од една страна слушаме дека се правиме за да одиме кон Европска унија, од друга страна ова што го правиме, гледаме дека само добиваме критики од Брисел постојано и постојано во секој извештај. Ако изолираме политиката на страна од нашиот процес за членство кон Европската унија, ги тргнеме на страна нели проблемите со Грција, со Бугарија и така натаму, кои се најголемите забелешки кои доаѓаат дали од Европската унија како унија, дали доаѓаат поединечно од амбасадори на земји членки на Европската унија. Функционирањето на правниот систем, независноста на судството и борбата со корупција. Тоа се најголемите проблеми со кои ние се соочуваме, не се од политичка природа или од некаков меѓународно правен карактер. Ваквите измени на законите само дополнително ќе ги зголемат перцепциите за неказнивост на корупцијата, за немање план, стратегија државата како да се справи со високата корупција и секако дека се уште судството не е во целост независно и дека оние констатации кои беа уште од извештајот на прибед дадени, веројатно се уште се точни. И сега ги очекуваме за судскиот совет од експертската група која ще Да, воедно тоа плюс што веќе имавме 2 оценски мисии за толку краток период што само по себе треба да биде индикатор за тоа колку се сериозни состојбите. Господин Аврамовски, Дарко Аврамовски, ви благодарам за вашето учество. Времето ни е толку кратко, интересна тема, широка тема, но во нека друга прилика ви очекуваме секако да поразговараме и на други теми.